милиони долари под менеджмент. Зборуваме за официјално најголемиот финансиски ентитет во светот. BlackRock има поголем буџет од сите економии, исклучувајќи и топ 4. Значи, то топ 4 некаде може оприлика да се држат со BlackRock. Замислете. Значи, топ 4 се Кина, Америка, Јапонија и не знам кого промашувам дека предпоставам Индија. Замислете, BlackRock поседува повеќе од било кој друг, како зборуваме како земја во светот, се разбираме. Да го поздравиме Даворче, пирографи, арт и са гледајте во време дело. Гледајте во време дело, да ставам, гледајте во време дело. А како да не го ставиш студио, браво. Браво. Не има доста, а? Ај сега да видам, гемиџи има ли у куќа? Има! Па така, нормално нека има. Ке се плашиме, ке се срамиме или да кажеме дека сме гемиџи? Дешки, мислам дека по прилика можеме да почнеме полека, од ја го продолжим, пака да бидеме цела ноќ. Шо вика, кратко видео. Викам краток лайвстрим, 40 минути максимум. Пауза, има ли пауза? Само за тие што сакаат до тоалет, другите нема. А да, и прво да се извинам во името на моето грло. Знаете како у Македонија, кој ќе води детето у градика, може да закачи македонски сорти на вируси, бактерии и така натаму. Како ќе однесеш детето у малку градика, може да закачи од Кина, од Јужна Америка, од Северна, од Африка нешто да ти донесе, нели, нешто сочно, нешто ново, екзотично, точно екзотично. Па така и кај нас си ги прележуваме сите болести од сите страни на светот. И нормално мораше тоа да се случи на почетокот на неделата, кога требаше да правиме 8 часови лайф. Значи не дека јас не можам, пак ќе кажам, така. Само едноставно некогаш грлото ти вика тешко, не ти е ризика. Ама не бевме лоши 5,5 часа, што сега, не е реално. Но, нели, ветено сторено, ќе се вратиме од Велес и очекувајте дека негде од текот на овој почетокот на следниот месец дефинитивно ќе правиме повторно 8 часови лайвстрим, каде што како и претходно ќе продолжиме со анализа на алткоини. Дечки, слободно поместете се на оваа страна, затоа што има доста луѓе што доаѓаат. Знам дека ќе биде малку спиени, ама нели, во најдобра рака, барем ќе се запознаете, сега нема бегајте. Едно до друго сте, нема бегајте. Искрено очекуваме помалку да бидеме реални и верувам дека ќе има уште доста, но реално е дека Велес е мало место, а стварно им должиме на гемиџиите, да бидеме реални, така. Значи им должиме на гемиџиите да покажеме дека следна генерација гемиџи е тука, дека само треба да се сплотиме, така. И сега нели нема смисла, крипто гемиџија каналот 3 години, не знам колку пати у Скопје Прилеп направивме конференција, се шетнаме сегде, па не е срамота да не дојдеме у Велес, така. И ова беше најголемото месец што можеме да го најдеме со цел да направиме една скромна презентација. Иако денеска официјалната тема е митап, значи сакам да се запознаеме помеѓу себе, со мене, сите, нели? Затоа што верувам дека поголемиот дел од вас со нас соработувате. Уште од самиот почеток господинот Овека беше и на конференцијата. Поголемиот дел од вас што ги гледаме за долго време со нас. Сакам да кажам, треба да се запознаеме лично и затоа и баш го разговараме тоа. Значи, крајно време е конечно да почнеме да работиме само на каналот. Потенцијалот е енормен. Не продаваме ништо. Нема никакви промоции, овдека не се секирајте, ништо нема да ви продаваме. Овдека сме само за едукација, овдека сме за да запознаеме едни со други. У секој случај идејата е да изградиме заедница. Значи, една работа која што многу луѓето забораваат дека поголемиот дел од сето тоа што е едукација за крипто е чисто финансиски аспект. Како да ви продавам, да ми платите и нели, така натаму. Можеме да направиме нешто ново, нешто до сега не видено. Тоа е идејата на сето ова што градиме и наједноставен начин е едукација. Значи нема нешто што зближува повеќе од едукација. Посебно кога ќе видиш дека со време едукација почнува да носи ефект, да носи реализирани цели сите оние кои се дел од неа. Така да чекор по чекор нема да одиме на крајните цели, денеска ќе се држиме на основната едукација и денеска направиме нешто интересно. Сите до сегашни предавања кои што сме ги имали во Crypto Hub Малта, тоа е нели државната заедница на крипто ентузијасти во Малта,
Не е исто, знаете како, ќе отидеш во ред се супер добри дечки, поголеми деловни се или креатори на крипто проекти или се тешки инвеститори во крипто. Не се македонци. Не е тоа. Супер е се и ке се нашалиш и нели сето тоа. Не е тој филинг. Не е ко вам, се разбира. Значи јас се сеќавам у Прилеп почнавме, па час и половина пред презентацијата. Ја мислам 2 презентации направив уште половина од на следниот тајминг земав. Друго е, филингот е друг по правиш ова за собствен народ, така. Вака сега тешки, значи идејата е од сите наши досегашни презентации во Crypto Hub Malta, кои што сме ги имали 8, која да направиме 9 наскоро, на крајот од месецот се повторно поканете во Crypto Hub Malta да презентираме. Направивме еден, да речем, раундап, значи најдобрите ствари што досега сме успеале да ги истражиме за крипто секторот, да ги составиме во една презентација, што ви рекла кратка. Значи ги ставивме со цел да можеме да сумираме што е крипто, зошто е толку добро, која е разликата помеѓу крипто и било кое друго финансиско средство, затоа што на крајот од денот сите сме заинтересирани за финансии, да бидеме реално. Поголемиот дел од нас се одвека поради една и единствена причина. Дај прво да направиме пари, а после ќе видиме за технологијата, така? Ева га сега. Значи ќе помине преку 3 тематики, повторно, ова е на некој начин собрано од добри 5 презентации кои што ги имале претходно, со најнови информации, нормално, рефреширано. Последните информации кои што ги имаме презентациите се од пред 15 дена, некој околу 23-24 јануари беше направена презентацијата, што значи дека е доста свежо се тоа што биваме, за да видиме што се случува, нели? Која е разлика, зошто крипто, а зошто не злато, акции, недвижност, да видиме кој е потенцијалот за профит, значи реално пак ќе кажам, колку и да зборуваме дека технологијата е овде и добра и да знаеме дека сето тоа е носител, значи носителот на сето ова што ние го гледаме овдека. Причината поради која што има профит, причината поради која што Лери Финк станува сабајле и вика колку купивме биткоин денеска? 300 милиони само. Ајде утре повеќе. Значи сето тоа е самата технологија. Никој од овие капиталисти не би ни помислил на крипто ако немаше потенцијал во технологијата, се разбираме. Ама никој. Значи, дали вие размислувате дека овие најголеми BlackRock, Fidelity, Invesco, Franklin Templeton, тоа се од топ 10-5 најголеми корпорации во светот. Дали они уопште би погледнале на нешто што нема потенцијал? Така, нормално дека не. И оваа ситуација, значи се тоа што моментално они го инвестираат, не е за џабе. Направено е со причина. Направено е затоа што има огромен потенцијал за иднината на не само финансии, на се. Сега би почнал со самата идеја. Значи како изгледаат глобалните финансии. Тоа е едно од работите кои што постојано ме интересирале. И сега знаете како? Кога би барале сврха на нашава генерација, така? Значи сите континенти се откриени. Немаме пионери за тоа. Нема потреба од нели бродови што има на другата страна од светот преку океанот. Нема потреба, завршено тоа. Вселена горе-доле, Илон Маск и Америка се далеко, никој од нас нема да стане космонаут, мисля дека може да се помириме со тоа. Што ни останува друго? Значи, во прилика, многу сме рано за истражување на Вселенава, а ептен сме касно за се останало. Што значи што ни останува? Да видиме што ги правиме со финансии. Значи, моментално не постои финансиски систем, постои систем на принтање тоалетна хартија во боја. Централните банки се обидуваат да убедат дека има као некоја вредност, у исто време гледаме дека принтаат кога да нема утре, и они постојано го убедуваат. И Испаја Легард, председателка на Европска централна банка, и вика е добре, па инфлацијата била само 6%. Што се изгубиле 6% од вашето богатство? Голема работа. Следната година може 7 да биде, чекај, има време. Значи, жално, немам зборови како на крајот од денов од нас прават апсолутни магарења. Извинете, ама тоа е реалноста, не само од сите нас, вклучувајќи ми мене, се разбираме. Затоа што вашите плати се директно поврзани со инфлација. Сакале ви или не? Вашите продукти у маркет се директно поврзани со инфлација. Вашите плати не се менуваат, дури и се намалуваат, продуктите у маркет само растат. Значи, пред 10 години кога јас живеев у Велес, млеко беше 20 денара. Верувам дека се сеќавате тоа одамна. Леб беше 20 денара, сега одам у маркет, не дека е проблем, него сакам да кажам и кога ги рече некоја, не е инфлацијата проблем. Не, брат, не. Млеко е 150 денара, уопште не е проблем. А плати, бе, кој зема од тука 4000 евра да ми има, не? Зимаат у парламент.
кога ќе земеш и уште за патарини или за пат, така. Сега, значи, се наоѓаме у ситуација во која што конечно се наоѓаме на следното скалило на развој на финансиите. Не е дали они сака, мора, нема бегање. Дечки, слободно, кој сака овде ка влезете, има место и позади. Па многу ги мижи за тоа. Ако баш ми е драго, кешки нека не има, така. Кешки, верувам дека ќе има простори позади, разговараме да отворат и терасата на која евентуално има доста луѓе, така да слободно поведете им. Сега малку треба да ги поместиме, не е проблем, ќе се пуснеме. Значи, идејата е дека се наоѓаме пред следната финансиска револуција, тоа што гледаме. Кој е било првото финансиско средство? Како луѓе во преисториските периоди правеле развој на капитал? Продукти, така. Значи, јас доаѓам со една овца, ти ми даваш, не знам, 10 кила кромпир, така. Значи, тоа е како на почетокот буквално почнува се тоа да функционира. Потоа доаѓаме во ситуација каде што некој паметен смисли монети, така. Значи, редок метал, па не се само монети, одеќе имаше многу други, луѓе користеле кукичиња у Холандија, така. Користеле школки, користеле се и се што, но у секој случај нема поголем врв од финансиска револуција фактот дека користат тоалетна хартија во боја. Значи, ја мислам ке тој е ден у следнија генерација, нашите деца ке не прашаат доларове татове. Па со тоалетна хартија во боја, со пари од Монопол и татове. Како да го не знам. Значи, како да му кажам дека не тера да веруваме дека тоалетна хартија во боја има некаква вредност, така. И сега, конечно, затоа што бейби бумерс полека си одат у пензија,